Значи, ако некој има некаква голема амбиција да изгради една од најголемите автомобилски империи во светот, последниот совет што најверојатно би го добил е игнорирај ги сите совети од инвеститорите. Да. Тоа дефинитивно звучи како рецепт за брз банкрот. И плюс да се спротиставиш директно на сопствената влада и да го почнеш бизнисот така што ќе ги собираш од падоците кои твоите конкуренти ги фрлиле. Мислам, тоа е тотално лудило. Апсолутно. Во некои нормални околности, тој корпоративен свет бара еден прецизен инженерски нацрт, предвидливост и секако многу строга логика. Нема простор за такви импровизации. Токму така. Но понекогаш тој совршен нацрт не само што не постои, туку е буквално искинат, запален и разнесен од бомби. Во оваа наша длабинска анализа денес, базирана на еден стварно извонреден транскрипт за животот на Суичиро Хонда, откриваме еден сосема поинаков пат до врвот. Пат кој е се само неконвенционален. Океј. Ајде да го разглобиме ова. Значи, мисијата на ова наше темелно истражување денес е да откриеме како една екстремна упорност, тоталното одбивање да се следат правилата и неверојатната толеранција кон неуспеси можат да изградат нешто колосално од апсолутна нула. И она што мора веднаш да се постави како темел на овој разговор, мислам, за да има смисла се понатаму, е контекстот. Оваа приказна изобилува со примери кои докажуваат една парадоксална вистина. Најтешките ограничувања, како екстремна сиромаштија, војна, па дури и природни катастрофи, всушност се најголемиот катализатор за креативност. Да, тие не се препреки, туку стануваат суровината од која се коваат иновациите. И за да се разбере таа подоцнешна империја, мора да се вратиме на самата искра. Годината е 1906, а локацијата е едно мало исклучително сиромашно село Тенриу. Сместено некаде во подножјето на планината Фуджи. Условите за живот таму биле, благо кажано, брутални. Леле, страшни биле. Поради тие катастрофални здравствени и економски услови, дури 5 браќа и сестри во ова семејство ги изгубиле животите како бебиња. Мислам, јас бев шокирана кога го прочитав тоа. Да, тоа е огромна трагедија, која остава белег. Инаку, таткото бил локален ковач кој дополнително поправал велосипеди само за да врзат крај со крај, додека мајката била ткајачка. Значи, уште од првиот момент тој е опкружен со тешка физичка работа, мирис на стопен метал и звук на чекан. Тоа му е секојдневие. Точно. Тоа е средина каде преживувањето буквално зависи од вештината на рацете. И ова е клучно за да се разбере неговиот подоцнешен инстинкт. Тој расте гледајќи како металот се обликува во оган. Тоа објаснува зошто никогаш, дури и тако мултимилионер, подоцна не се плашал да ги извалка рацете на фабричкиот пот. И во таа рурална тишина доаѓа еден филмски момент. На 8 годишна возраст, додека се игра, одеднаш слуша чуден, силен звук. Звук што никогаш го немал слушнато таму. Затоа што транспортот таму бил само со коњи или пеш. Да. Оди по звукот и гледа огромна машина како се движи на 4 тркала и испушта чад. Ford Model T. Изворот вели дека тој подоцна изјавил оти мирисот на истореното масло за него бил како на јубов парфем. Неверојатно. Бил целосно магепсан од тоа како машината се движи со сопствена сила и почнува да трча по неа со сите сили. Се дорека не останал без див. Тоа му ја менува хемијата во мозокот, ама, знаеш, секоја обсесија има своја цена. И тој ја платил во училиштето. Тој апсолутно го мразел формалното образование. Системот едноставно не му одговарал. Неговиот ум барал пракса, а не теорија. Да. И до тој степен што поради лошите оценки тој нашол парче обична гума и сам го изрезбал за да го фалсификува семејниот печат. Со тоа ги подпишувал оценките за татко му да не види. Ама нормално бил откриен. Секако. И казната била типична за тоа време. Татко му го натерал да клечи цел ден без ручек. Но она што е фасцинантно тука не е детската палавштина. А што е? Тоа е рана манифестација на неговата инженерска снаодливост. Тој видел проблем, лоши оценки и дизајнирал физичка алатка за да го реши.
Тоа е инженерски мајндсет во суштина. Леле, стварно, не размислував така на тоа. Како и да е, тој немир кулминира во 1922 година. На само 15 години гледа оглас за една работилница во Токио, Арт Шокај. Праќа писмо, го примаат и тој заминува во големиот град. Полен со надеж дека ќе работи на мотори. Сега, замисли ја ситуацијава, добиваш стажирање во врвна технолошка компанија денес. Одиш првиот ден, едва и чекаш да програмираш нешто, а директорот ти вели, еве ти го кучето, шетај го секој ден и нема да ти платам ништо. Токму тоа му се случило. Да, сопственикот го тестирал. Се сомневал дека едно селско момче има капацитет за тој бизнис. Му дал да ја чисти работилницата и, најпонижувачко од се, да му го чува бебето. Со месеци? Значи со месеци носел бебе на грб, без плата, во град каде не знае никого, единствено гордоста и срамот да се врати дома како губитник го задржале таму. И таа мешавина од срам и инат е критична. Затоа што, откако го поминал тестот, добил пристап до нешто невидено. Во 1920-тите во Јапонија автомобилите биле апсолутен луксус. Да, само за елитата биле. Токму така. Линколн, Мерцедес, Даймлер. Преку чистењето, ова момче почнало интимно да ги запознава тие светски машини, дел по дел. Скромноста му овозможила да го совлада занаетот од самиот темел. И тој темел брзо се надградува. Веќе во 1923 година почнуваат да градат сопствени тркачки автомобили во работилницата. Моделот се викал Куртис. Значи зеле стар мотор од американски авион и го ставиле на шасиот во автомобил. Франкенштајн машина, буквално. Апсолутно. И во 1924 година ова чудовиште победува на јапонскиот шампионат. А инженерот што седи до возачот е Соичеро, на само 17 години. Брзината му станува религија тука. Се гледа таа транзиција од чирак во иноватор. Но животот носи пречки. Во 1926 година требало да биде регрутиран во војска. Ама лекарите откриваат дека е далтонист, слеп за бој. За некого тоа е хендикеп, ама за него тоа е ослободување од војска и билет за слобода. На 21 година отвора своја гранка на Арт Шокај во Хамамацу. Почетокот бил тежок, бидејќи бил премногу млад и клиентите не му верувале. Морал да ги собира отпадоците од индустријата. Да, поправал се што другите мајстори одбивале. И токму тие отпадоци го направиле супериорен решавач на проблеми. Кога работиш на невозможни дефекти, знаењето ти расте експоненцијално и стигнува до 30 вработени. И плюс, конструира свој автомобил со кој поставува рекорд од 120 км на час. Рекорд кој стоел 20 години. Ама, таа брзина доаѓа на наплата во 1936 година. Страшна несреќа. Скршена рака, изместено рамо, оштетено лице. Речи си загинал. Семејството го тера да се откаже од тркањето. И тука работите стануваат навистина интересни, ама и малку збунувачки. Тој е жив. Има успешна работилница со 30 луѓе. Може убаво да си живее. Лошто некој би ризикувал се за да прави, пази ова, клипни прстени за мотори. Затоа што тоа го раздвојува добриот механичар од вистинскиот инженер. Клипниот прстен е една од најкомплексните компоненти. Ако не е совршено тркалезен, моторот ја губи компресијата и се распаѓа. Инвеститорите го одбиваат за ова идеја, нели? Му викаат дека е коцкање. Да, ама тој отвора нова компанија, Токаи Сеики. Работи дење во ставата работилница, ноќе развива клипови. Се исцрпува до максимум. И кога конечно праќа 50 рачно направени клипови до Тојота за проверка, само 3 го поминуваат стандардот. Само 3? Леле, каков удар за неговото его. Тој мислел дека знае се за мотори. Точно. Сватил дека практиката не е исто со теоретското разбирање на металургијата. И наместо да се откаже, човекот кој го мразеше училиштето се запишува на институт како студент по металургија. Оди по универзитети и прашува професори зошто металот му се деформира. Таа понизност вродува со плод. До 1939 година го совладува процесот. Нарачките експлодираат и вработува 2000 луѓе.
Огромен триумф. Ама чекај, човеков стигнува од чистење подови до 2000 вработени. И тогаш доаѓа 1941 година и војната. Владата воведува контрола, Тојота му зема 45% од компанијата и тој е деградиран. И повеќето работници се пратени на фронтот. А вистинската апокалипса допрва следи. Во 1944 година бомбашки напад ја срамнува главната фабрика со земја. Следната година земјотрес го урива и другиот погон. Изгубил апсолутно се. Тоа е моментот кога најтврдоглавите умови се кршат. Тој ги продава остатоците на Тојота за 450.000 јени и зема цела година одмор. Не прави ништо. Па знаеш, во повоена Јапонија тој одмор сигурно не бил релаксирачки. Нема храна, нема бензин, економијата е во колапс. Изворот споменува дека немал ни бензин да отиде до пазар за да купи ориз за семејството. Токму тука лежи гениалноста, родена од очеј. На луѓето им требало основна мобилност само за да преживеат. И што прави тој? Наоѓа мал генераторски мотор. Ама пази, не е тоа мотор за возило, туку воен генератор што армијата го користела за бежични радија. Го зема тоа и го монтира на обичен велосипед. Иронијата е врвна. Губи се поради војната, а спас наоѓа во остаток од воена опрема. Ако го поврземе ова со пошироката слика, тоа е најчистиот пример за иновација, водена исклучиво од општествена потреба. Немал тој бизнис план за глобална корпорација тогаш. Само сакал да преживее и да се движи. И тоа локално решение станува феномен. Сите сакаат таков велосипед. Бидејќи старите мотори брзо се потрошиле, во 1946 година отвора институт во Мала дрвена шупа. До 1948 година официјално ја формира компанијата, но нема пари за масовно производство, а банките не дават кредити. И тука доаѓаме до еден многу паметен потек кој ја покажува неговата интелигенција надвор од механиката. Ова ми е омилен дел. Тој седнува и пишува писма до секоја продавница за велосипеди во Јапонија. Значи праќа 18.000 писма. Им вели, имам решение да ја придвижиме Јапонија, ама ми треба помош. Околу 3.000 одговараат и му праќаат пари. Ова е како Kickstarter кампања децени пред интернетот. Да, неверојатно. Тоа покренува едно важно прашање за растот на бизнисот. Сватил дека не може сам. Го искористил тој заеднички патриотизам. А паралелно со ова се случува и партнерството со инвеститорот Такео Фуџисава. Класичната поделба на мозокот на компанијата. Апсолутно. Фуџисава ги презема финансите и маркетингот. Таа поделба е клучна. Еден се грижи за бројки, за другиот да може целосно да се нурне во инженерингот. Тоа го прави преминот од добар производ во компанија. Ама дури и со тоа, успехот не бил инстантен. Првиот мотоцикл, моделот D од 1949, бил неуспех, бидејќи бил претежок. Ама инженерот го анализира проблемот. Патиштата биле калвиви, а купувачите биле доставувачи на нудли, на кои им требало лесно возило за управување со една рака. И тие се враќаат на белата табла. Ова е класичен итеративен дизајн. Наместо да форсираат лош производ, тие го прават легендарниот суперкаб, помал, полесен, совршен за тие услови. И добиваат награда од императорот за него. Овој модел ја отвара вратата кон светот. Во 1958 година одат во Америка. Нудат мотор за само $295, што било четвртина од цената на конкурентите. Почнуваат да ги победуваат гигантите како Харли Дейвидсон на нивен терен. Но продажбата е само еден аспект. За да докаже квалитет, морал да победи на трките. Трките му биле ултимативната лабораторија за истражување. Патува ни светот, ги проучува европските конкуренти. Почетокот во 1954 бил лош, ама учат од грешките. И во 1959 и 1961 година победуваат на Isle of Man TT, најтешката трка во светот. Тие победи се печат за квалитет. До крајот на 60-тите тие се најголемата компанија за мотоцикли во светот. 10 милиони произведени. И види сега, за повеќето луѓе тоа би било врвот. Време за пензија и уживање. Но за него приказната не завршува на две тркала. Да, и тука доаѓаме до најконтроверзниот потек. Тој најавува дека ќе произведува автомобили. Сите му велат не.
Владата буквално го моли да не го прави тоа, велејќи дека пазарот е полен со Toyota и Nissan. Мислам, со што би ризикувал империјан за еден детски сон? Логиката вели дека е самоубиство, но неговиот фокус никогаш не бил само профитот. Неговиот фокус било решавање на проблеми преку иновација. Верувал дека може да ги направи автомобилите фундаментално подобри. И го игнорира целиот систем. Во 1963 ги вади малите 360 и спортскиот S500 и веднаш оди во Формула 1. Дебитираат во 1964, а во 1965 веќе победуваат во Мексико. Ама вистинскиот пробив доаѓа со нафтената криза во 70-тите. Токму така, светот се соочува со огромни цени на горивото и загадување. Големите компании тврделе дека не може мотор да биде моćен, икономичен и чист истовремено, ама овој тим веќе го имал одговорот. Honda Civic во 1972 година. Со технологијата CVCC. Ово овозможувало горивото да согорува многу поефикасно и плюс додале катализатор за намалување на загадувањето, нешто што другите го игнорирале. Тие буквално дале одговор на глобална криза. А после доаѓа и Акордот, и така, компанијата станува трета најголема автомобилска компанија на планетата. Тоа е триумф на идејата дека иновацијата мора да му служи на општеството. Кога решаваш реален проблем, профитот доаѓа како природна последица. И кога ќе се погледне целата оваа турбулентна патека, јасно е дека неуспехот бил постојана сенка на овој човек, ама тој никогаш не го дефинирал. Тој се пензионирал во 1973 година. Има една негова изјава од изворот која вреди да се спомене. Тој вели: "Гледајки наназад, се чувствувам како да не правев ништо освен грешки, утки и пропусти, но се гордеам со достигнувањата. Иако правев грешка по грешка, тие никогаш не се случија поради истата причина." Ова е најдобрата дефиниција за учење. Повторувањето на иста грешка е избор. Тоа што тој наоѓал нови причини за грешки, значи дека постојано туркал кон непознатото. Константно иновирање. И тука би сакала да го завршиме ова наше истражување со една мисла за сите нас. Ако најголемите иновации на овој човек биле директен одговор на екстремни кризи, сиромаштија и нафтена криза, се поставува едно големо прашање. Која тековна глобална криза денес, дали е тоа климата, енергијата или нешто друго, тајно го принудува следниот брилјантен ум токму сега, во некоја мала гаража, да изгради нешто што целосно ќе го промени нашиот свет утре. Вреди да се размисли.